почитувани. Во ова средно, ако може така да се каже, издание на Отвореното студио 1. Јас и мојот колега Владко Чаловски ви велиме добар ден. Надвор снежно за сите оние кои што можеби не уживаат во снегот или не се зафатени со работни обврски, се пред малите екрани и не следат. Верувам дека ќе го задржиме вашето внимание со сите оние богати содржини кои што ќе ви ги понудиме во ова маратонско отворено студио 1. Па и за оние кои што се на своите работни места, сепак нели ја следат еден ТВ. Има и такви, да. Познавам такви. Ете, супер. Да, и пред се да им кажеме на граѓаните нели среќни празници. Така е. Да видиме што е она што ќе го имаме денеска во програмата на 1 ТВ. Најнапред како отворање на ова студио од 14 часот ќе ги извадиме оние мали парчиња, поенти од вчерашните гостувања, односно на темата на Чомовски кој што разговараше кој ја опропастува Шапка со своите соговорници, а потоа и од емисијата Правда и неправда на Гордана Дувњак. Па во студиото ќе ни се придружи Искра Опетческа, нашата колешка, која што правеше репортажа за се она што царината работела во 2018 година. Секако во текот на денот ќе ги проследите информативните изданија, вестите, исто така во 15:20 некаде се враќаме со колегата Андоновиќ, кој што ќе разговараме малку околу случувањата во светот, но секако ќе ги отвориме линиите и вие ќе имате ваши 2-3 минути да кажете што мислите, дали ќе има двотретинско мнозинство за уставните амандмани. Некаде околу 16:45 колегата Слаген Ивковиќ ќе има своји гости овде во студиото, ќе зборуваат на тема кампот на Реал Мадрид, а некаде околу 17 часот јас и Јана ќе се вратиме овде со актуелната генерална секретарка на антикорупцијска комисија Розета Трајан, со која што ќе разговараме за сите оние предизвици кои што се поврзани со антикорупцијска, која над 10 месеци некаде е без членови, без состав. Секако ќе следи забавниот дел како регуларен дел од Студио 1, возење со Вучиќ, потоа ексклузивците, па Сергеј со модната полиција. За некаде околу 19:15 часот колегите Боријан Јовановски и Јацо Кабранов да се вратат со тема дали новата даночна политика ќе донесе било колку, не знам, буџет и пари во Македонија. Нивна гостинка е Сања Лукаревска, директорката на УЈП. Ке следи авторската емисија Печот на неделата некаде околу 21 часот, а студиото ќе продолжи околу 22 на тема што бараат БЕСА и Алијансата. Гости во ова студио ќе бидат генералните секретари на двете партии, а по вестите ќе следува прегледот на Дакар. Накратко така некако би се одвивало денешното издание на Студио 1, но Јана да одиме со ред. Така, одиме со ред и со она што е стандарден дел од почетокот на отворено студио, извадоците од најинтересните разговори во текот на синокешното отворено студио. Стартуваме со извадок од авторската емисија на колешката Гордана Дувњак Правда и неправда. Имаше интересна дебата со судските новинари, односно известувачи. Како тие ова цела измината 2018 година ќе ја паметат и што им било најзначајно и најзабележливо. За повеќето кои што и беа гости на колешката Дувњак, велат дека ќе ја паметат по маратонските рочишта, но и сите оние перипетии и филмски бегства како и апсења на поранешни и сегашни функционери. Го гледаме овој извадок во продолжение. Најсилниот впечаток сепак го имаше во правосудниот систем, последните случувања околу бегството, кое што ни ја подели, да речам условно кажано, на пред ерата на бегството и после ерата на бегството на поранешниот премиер, прилозите кои што ги подготвувавме со сите детали, со сите информации околу тој случај и се разбира она што најмногу ги погоди и ги изненади граѓаните, законот за амнестија, амнестираните и сите тие процеси кои што ги следевме. Како ќе оцениш ти претходната година?
Драмски возбудлива. 2018 година веројатно немало на ниту еден медиум досега толку многу прилози за правосудството колку што имаше лани. Не знам каква ќе биде 2019 година, меѓутоа ланската година дефинитивно и по квантитет, меѓутоа и по квалитет, судските извештаи, прилозите, текстовите кои што се однесуваа на судењата на специјалното јавно обвинителство, секако и на останатите обвинителство, предничеа. Предпоставам дека и во еден ТВ биле во најголем дел застапени во програмата. Граѓаните со право се интересираат за владењето на правото, бидејќи тоа е можеби најважната работа во секоја држава, дека самата држава, практично институциите мора да осигурат владење на правото. И со право, веројатно и по кликовите и по бројот на споделување на шерување, како се вели тоа, на информациите, тие се едни од најфлуктуирачките информации во 2018 година. Драмски возбудлива, се надам дека 2019 ќе биде малку помирна, барем во тој дел. Елена, верувам и во Телма, прилозите за судството го заземаат централното место во вестите и во информативните блокови. Да, дефинитивно ќе се сложам со моите колеги. Годината беше 2018 во однос на нашата работа од секторот правосудство беше динамична и драматична. Од првиот па до последниот ден, до 31 декември, имавме работа, имавме многу за известување. Зема залет годината интензивни судења, претежно предметите на СЈ, како што кажа и Васко, ги следевме интензивно, се зачестија рочиштата, голема динамика на судења, првата половина на годината зема залет на тие рочишта. А потоа од летоска за потоа, да, од летоска повторно да биде динамична и драматична, но малце ретроградно со оглед на тоа што кога се очекуваше нели првата правосилна пресуда за поранешниот премиер да се ефектуира, новинарите остана пред затворот да чекаат, но не дочекаа никого. Потоа нели се случија и амнестиите и притворите до последниот момент кои што беа се очекувано, се случуваа, не се случуваа, се враќа. Еве сме назад во живо од Студио 1 и како што напоменавме, следува делот каде што Чомовски разговараше со своите соговорници во однос на Шапка. Ако Боровец и Банско се најатрактивните места, барем за македонските граѓани, тога што се случува со Шапка, еден ски и рекреативен центар кој што полека, но сигурно го нема. Да погледнеме за што зборува. За жал, како што кажавте и вие, дека навистина на Попова Шапка се случува нешто лошо, да кажеме, затоа што иницијативата што беше земена од Елем Турс за да се изгради нешто у перспектива, на некој начин не се реализира. Тоа е шестосетот конкретно сега што требаше да се направи. Инаку перманентно се ветуваше дека ќе се направи нешто на Попова Шапка за да оди напред. Јас би се вратил малце поназад. Од се што е ветувано, од патот што требаше да се направи, има едно 500 метра, можда и повеќе, до хотелите, кој е руина. И до тамо стигнавме да не можеме толку пат да асфалтираме? Па за жал, ете се гледа дека не можеме и тоа да го направиме. И тоа што било е уништено. Сега дали е тоа намерно или ненамерно, или неспособноста на луѓето, или незаинтересираноста на власта, тоа не можам да кажам. Меѓутоа, се гледа дека на Попова Шапка се што има стагнира. Своевремено Попова Шапка била една од најубавите, најдобрите центри на ниво на Југославија. Попова Шапка беше два пати номинирано со златната снегулка на ниво на Југославија и тоа од спортски новинари како што се беа Борис Мутич, Никола речете го Младеновиќ и другите еминентни репортери, спортски репортери кои што со денови седеа по сите наши центри, да речем тогашни југословенски, и два пати Попова Шапка е номинирана како најдобар скијачки центар. Ги памтиме деновите на така наречениот шарпланински куп. Тие беа во тие рамки на екс-Југославија врвни надпревари, после добија помалу значење заради нашата исто така неодговорност да се пропагира и да се анимира. Што станува сега? Ке има шарпланински куп? Па се гледа, ете, ја нема. За жал ја нема. За жал ја нема затоа што
треба и доста инвестиции, треба организација. Порано кога се организираше шарпланинскиот куп, тоа беше фешта и на ниво на Македонија и на ниво на градот. Тоа се организираше со месеци, имаше разни пропагандни материјали, разни организации, протоколи. Се работеше на Попова шапка, тогаш немавме ни механизација за да се организираат такви надпревари. Со војската се припремаја патеките и се организираше како што треба. Меѓутоа, со време, на некој начин и овие надпревари преде у политичкиот дел, повеќе се обрнуваше внимание на протоколот со политичарите, отколку со надпреварувачите. Почнаа да се повлекуваат гледачите, затоа што патот до Попова шапка беше недостапен, бидејќи ќе поминуваа политичарите и така да тој надпреварувачкиот дел што е побитен беше спореден. Да, и веќе во студиото ни се приклучи, како што најавивме, нашата колешка Искра Опичевска. Искра, добар ден. Добар ден, Јана, добар ден, Владко, и пред се добар ден на нашите гледачи на Еден телевизија. Така е. Она што ќе продискутираме накратко, за кое што спремаше ти една добра и обемна целисходна репортажа, работата на царината 2018 сумирано. Меѓутоа, да започнеме со ред. Освен овој дел, кој што малку повеќе ќе ни го разглобиш, има ли некои најнови информации, кои се твоите информации во однос, секако нели ги продавме оние празнични денови, дали има некоја можеби поголема заплена од царината? Исто така, оно што е актуелно деновиве во однос на некои нови вработувања во царината, да започнеме со ред. Ајде со ред, како што и ме прашавте, Јана. Тоа гледачите подетално ќе може да го видат во репортажата што ја подготвивме за 2018 година за работата на царината. Меѓутоа, еве да кажам, она што е интересно и зошто актуелно е царината повторно и во овие празнични, постпразнични денови, е затоа што тоа добро го објаснува раководителката на граничниот премин Табановце. Оние што сакат да ги избегнат давачките кон оваа држава кога нешто внесуваат, обично сметат дека за време на празници или во доцните или рани утрински часови најлесно може да се помине. Послаба е контролата. Да, така барем тие сметат дека послаба е контролата, меѓутоа тоа не е така. Токму затоа, еве што тука јас го добив најновиот извештај од Царинската управа за нови заплени, токму за новогодишните и божикните празници. Според она што можеме вака, барем на прва да го прочитам, најмногу работа имале цариниците на граничниот премин Ќафасан кај Струга и на меѓународниот аеродром Скопје. Имено во овие празнични денови најмногу се барем луѓето пробале да шверцуваат алкохолни пијалоци, можеби очекувано. Гасни пиштоли, предпоставам дека тоа има врска со овие празнувања. Со прославата, да. Да, пукањето не е нешто странско кај нас во Македонија. За волја на вистината, да. Да, облеката и компјутерите исто така се дел од робата што царината постојано ја запленува. Исто тоа во репортажата ќе имаме можност да видиме. Заедно со колегата Горан Младеновски имавме можност, благодарение на Царинската управа, да отидеме во еден од складовите каде што се чува запленетата роба и она што е достапно и што може да се сними и да се прикаже на јавноста, не го снимавме. Тоа ќе имаат можност да видат граѓаните. Значи, облека и компјутери се шверцува, лојке се шверцува. Понатака, ево, ова што може, барем, велам на прва да го прочитам, се имало обид за шверцување на мотоцикли. Исто така и делови за возила, што значи, веројатно, тоа оди заедно, од прилика. И интелектуалната собственост. Стока што се запленува, а што е под сомнение дека ја повредува интелектуалната собственост, имало и има стално. Тоа барем ни го каже исто така луѓето на граничниот премин Табановци со кои што разговаравме, што ќе биде дел од таа репортажа. И пак велам, значи енергетски пијалоци со ознаки за заштитена трговска марка и парчиња облека, тренерки, јакни, мајци, ранци, дуксери и блузи. Тоа е отприлика ова што е најново за празниците, што се обиделе луѓето да прошверцуваат во Македонија. Она што го спомена ти, Јана, што се однесува на нови вработувања, тоа е најнова информација што ја добивме дека имало конкурс за време на празниците.
за вработување во царина, меѓутоа како што секогаш повторувам кога сум дел од вашето отворено студио, се што е нова информација, без да ја провериме, јас не би сакала да шпекулирам или да давам информации за кои што се уште немаме потврда, изјава или на било кој начин да е проверена, па затоа сега тука ќе застанеме. Наше е да провериме, имаме коректна соработка, еден телез има коректна соработка со Царинската управа, ние сето тоа ќе провериме и се разбира, сето тоа што е вистина ќе го објавиме. Да, ти имаше можност изминатиот период, па и работејќи на репортажата, меѓутоа секако одблиску ги следиш случувањата, верувам дека се што треба јавноста да знае, секогаш објективно ја пренесуваме информацијата. И добро, ова е едно одлично интро, овој разговор за во продолжение веќе повеличаловски. Само да ти направам една мала пауза. Не бев мислам, бев во право кога реков дека има луѓе кои што не следат од своите работни места, што туку ми испратија порака дека во пожарна се следи еден тов. Ете, добро, тогаш поздрав до пожарна. Поздрав така до пожарна. Повели Искра. Да, само ако ми дозволите, се надевам има време, поправете ме ако грешам. Не е многу. Нема да одземам многу време, но ние ги следиме случувањата со двајцата вработени царински службеници што бе во посета на поранешниот премиер Груевски кој се наоѓа во Будимпешта. Она што е ново за гледачите, што треба да кажеме е дека на предновогодишната средба на директорот на Царинската управа господин Атанасовски со новинарите поставивме милион прашања за кои што требаше да се очекаме по празниците. Имено сега по празниците ќе биде објавено што ќе се случува со тие вработени. Истрагата треба веќе да е при крај, да е завршена. Работиме на прибирање на информациите, веднаш што ќе ги добиеме, ќе ги објавиме, значи тоа ќе треба, бидејќи обвинителството презеде некои истражни мерки во врска со тоа, ги собираме тие информации во оној момент кога ќе имаме една новинарски професионално сработена сторија, секако ќе биде објавена. Да, како што најавивме секогаш тимот на еден ТВ почитуван и објективен и посветен на фактите и доказите. Искра, ти благодариме за ова твое кратко, но сепак исцрпно гостување. А и пред да ја најавиш репортажата, ние овде се одјавуваме. Да, за тоа почнав всушност да зборувам. Во продолжение следуваат минутите посветени на репортажата на колешката Искра опет Ческа, да видите што се случувало во македонската царина во 2018 година. Јас и Чаловски овој блог го заокружуваме заклучно со разговорот со Искра, меѓутоа повторно се гледаме од 15 часот и 20 минути. Славната Мерилин Моро дамна пееше дека дијамантите се најдобар пријател на жената. Нова веројатно мислела и турската државјанка, која на крајот на минатата година проба да прошверцува 380 грама скапоцен накид, вреден речиси половина милион евра. Се додека царинските службеници на испоставата аеродром Скопје не ги урна со ништата. Да го има за себе или пак да го продаде овој скапоцен накид, се едно. Ова акција е круната на работата на царинските службеници во Македонија во 2018 година. Ама не одеше се така лесно. Јас сум у Царинска управа, сега дојдов и почнав да го работам тоа. Јас дадов наредба да ми издвојат од 1200 вработени кои живеат во општина Центар. Веднаш ми извадува 72, од кои што дадов веднаш да ми штеклираат кој е за СДС, кој е за ВМРО, и јас ги знам. Се тоа е минато, вели првиот човек на македонската царина Ѓоко Танасовски во сублимирањето на работата на царината во изминатата година. Знаете, сами сте свесни дека кога беше притисокот и дека царинската управа можда беше врвот на злоупотреба на тие надлежности и овластувања, посебно со притисок врз вработените и за време на избори и за време на други активности. Јас можам да ве уверам дека од денот на моето доаѓање не е направен никаков притисок, имавме 2 изборни циклуси, колку што се сеќавам јас. Ама не се минато токму ваквите случки во царината. Звучи премногу случајно за да биде случајно. Двајца царински службеници за само еден месец да одат токму во Будимпешта, главниот град на Унгарија, каде што со добиен политички азил престојува поранешниот премиер на Македонија Никола Груевски.
За Танасовски нема ништо чудно во однесувањето на дел од неговите вработени. Тука малку би на вордингот би реагирал дека во царината не се случуваат чудни работи, бидејќи дали некој патува во приватен аранжман, дали оди во Будимпешта или во било која друга држава, тоа е веќе лично право на самиот вработен. Во однос на конкретните случаи кои ги спомнавте, ние за двајцата вработени си имаме отворено истрага во контекст на од страна на секторот за внатрешна контрола, кои ќе утврдат дали имало или немало злоупотреби. Меѓутоа, пак ќе нагласам дека правото на патување на секого е негово лично право и уставно загарантирано и ние јас како директор на Царинската управа немам нити основ, нити можам некому да го контролирам и да му забранувам каде се движи во своето, ајде да речам, и слободно време, или има земено одмор, или е на боледување. Во меѓувреме цариниците од граничниот премин Табановци не застануваат 24 часа, 365 дена во годината. Цариниците од граничниот премин Табановци велат дека не е важно колку стока ќе заплените, туку каква стока. Во нивното секојдневие се среќаваат со шверц на лекови кои што представуваат опасност по здравјето на луѓето, или можеби животни кои по различни основи може да направат штета доколку се внесат нелегално, или пак станува збор за артефакти, монети кои што представуваат дел од националното богатство на Македонија. Емилија Трајковска, раководителка на граничниот премин Табановци, вели дека новој граничен премин никогаш не е досадно. Како најфреквентен во Македонија навлез во земјава се случуваат секакви случаи. Имавме со монети кои што беа откриени и тоа при излез од нашата држава, значи наше богатство, непроценливо, кои што во соработка со полицијата беше и тој случај, што морам да истакнам дека имаме добра соработка со нив. И на претрес кај двајца од нив, кои беа исто така еден со друг неспоиви, и има во нивните торбици, исто така во ладица одма до менјачот на автомобилот, скриено монети. Викнавме во тој случај да видиме дали вистински се работи за такви археолошки елементи, стручно лице од нашиот музеј од Куманово, кој што ни потврди и ни кажа дека се римски пари, дека се вредни. И така на тој начин за нас беше тоа голем успех. И тоа беше во 3 часот и 30 ноќта. Значи тоа го бираат посебно времето, значи тоа е многу интересно, значи ние пратиме и ноќта кога е веќе во глуво доба, као демек тогаш е мирно се и тоа го користат. Но за уште поефикасни резултати царината ќе мора да ги следи модерните текови. Директорот Танасовски е горд на завршувањето на проектот за модернизација на употребата на компјутерската технологија во царината. Годинава сета царинска процедура што се спроведуваше на хартија заминува во историјата. Од февруари ќе почне да функционира новиот софтвер за обработка на царинските декларации и акцизни документи, со кој ќе се скрати времето на чекање на економските оператори, а како што вели директорот Танасовски, компаниите ќе заштедуваат повеќе од 5 милиони евра годишно. Воедно ќе се олесни протокот на стоки и патници по граничните премини и терминалите. Големо олеснување за цариниците во Македонија ќе биде отварањето на One Stop Shop лентата, која што треба да профункционира на почетокот на 2019 година. Тоа значи дека Македонија и Србија заедно ќе контролираат протокот на стоки и услуги во двете земји. Формирани се работни групи од страна на двете соседни држави, преговорите се во тек, треба да се договорат уште некои детали на кој начин ќе биде моделот на однесување на овај One Stop Shop и верувам дека во првиот квартал од 2012 ќе можеме да кажеме дека овој проект е завршен и дека може првично да почне One Stop Shop за патнички промет, а многу брзо после тоа и за стоков промет. Ваков начин на работа Царинската управа планира да го спроведе и на преминот Ќафасан према Албанија, веќе таму е во завршна фаза инфраструктурна, односно нов царински увозно и извезен терминал. Секако овие два проекти се со помош и финансирани од страна на Европската унија и верувам дека и коридорот 8 со завршување на овој терминал кој очекуваме да биде исто завршен во првиот квартал од 2019 година. Од Царинската управа велат дека покрај на граничниот премин Табановци вакви заеднички точки ќе се отворат и на граничниот премин Ќафасан кај Струга кон границата со Албанија.
Долж коридорите 10 и 8. Оваа година треба да биде отворен и долго најавуваниот граничен премин со Грција Маркова нога во Преспа на јужната точка во Македонија. Уште едно олеснување за компаниите ќе биде воведувањето на овластениот економски оператор, преку кој на компаниите ќе им биде олеснет пристапот до другите европски пазари. Ова не е скеч за корумпирани цариници, ниту пак баук кој постои само во главата на луѓето. Ова е телефонски снимано видео на кое се гледа како црногорски цариник пијан прима мито од граѓани на граничниот премин Сукобин. По објавувањето на видеото, Царинската управа на Црна Гора во септември 2018 година покрена дисциплинска постапка против цариникот. Танасовски не негира дека и во македонската царина има корупција. Ние увидовме дека овој вид на намалување на глобите и на сето тоа доста позитивно влие и само во елиминирање на корупцијата. Значи, тоа е доста важен елемент кој што ќе допринесе, веруваме, за намалување на можноста за корупција и во самата царинска управа. Сака да кажете дека има? Значи, видите, корупција има секаде. И ние, ако викаме дека ја нема, само ќе се лажеме самите себе. Меѓутоа, јас можам да тврдам, одговорно тврдам, дека царинската управа во овие година и 5 месеци на моје менаџирање и на менаџирање на новиот тим, драстично ја промени сликата за тоа како се доживуваше во однос на корупцијата царинската управа. Царинскиот службеник Методи Теодосиевски не се согласува со перцепцијата на граѓаните дека сите цариници се подкупени или лесно подкупливи. Напротив, вели тој, цариниците го дават и последниот атом сила за да ја обезбедат безбедносната и финансиската стабилност на државата. Имаме своји трикови, искуството го прави своето, вели загадочно Теодосиевски. Според него, говорот на тело не е сигурен индикатор за препознавање на лагите на шверцерите. Имаме системски прашања кои ги поставуваме и бараме системски одговори, нормални одговори. Бидејќи, видите, со тек на време ова на нас ни станува клише. Значи, секој денеска колегата што работи на влез или колегите кои работат на излез од државата, во еден ден ми поминуваат повеќе од 1000 возила. Значи, 1000 пати вие треба на некој да му кажете добар ден, што имате да пријавите за царинска контрола. Ако 1000 пати прашате, 1000 пати добиете одговор, и ако добро ги следите луѓето како разговараат со вас, тајната на успехот е во тоа. Најавата на директорот на Царинската управа Ѓоко Танасовски за реализација на проектот е-трговија за заштита на пратките на граѓаните купени онлайн треба да ја заокружи работата за 2019 година на македонската царина.